Добар ден, криптоентузијасти, се наоѓаме во моето второ омилено работно место, а тоа е Surfside во Слиема, одмор до самото море, како што може да видите. Прекрасна гледка, едноставно задоволство да се работи. Денеска ќе направиме истражување на биткоин дното. Мислам дека сме доста блиску до истото и време е да посветиме малку повеќе внимание во однос на тоа дали сме или не сме таму. Со тоа што ќе направиме детална анализа на биткоин, ќе направиме детална анализа на пазарите и ќе направиме исто така анализа на DXY индексот, кој што е еден од основните индикатори кои што може да ги погледнете во горниот десен агол, кои што ни се битни со цел да утврдиме дно на еден биткоин циклус од 4 години нормално. Со тоа што ќе започнеме прво на кратко со DXY, затоа што има доста големи промени и ќе продолжиме понатаму од овој момент, затоа што DXY е еден од најбитните индикатори кои што го имаме моментално, кои што моравме да го заоблиме со цел да можеме да утврдиме биткоин дно. Значи, ако се сеќавате од претходните анализи, како што можеме до сега барем да заклучиме, единствени два индикатори од целата оваа листа кои што ни фалат се само секунда. Практично ни фалеа индексот на инфлација да добие заоблување, како и индексот на доларот да добие заоблување, што мислам дека конечно можеме да кажеме дека сме го добиле. Значи, како што кажав и претходно, не можеме со една свеќа да утврдиме дека имаме конечно промена на трендот, си мора тоа да се потврди. Со тоа што, значи, првенствено од оваа анализа што мораме да заклучиме е дека овој пат кој што го имаме моментално не може да остане само, кажи, мора да има dead cat bounce. Оно што го очекуваме во секој нормален биткоин циклус, јас го очекувам исто и во доларниот индекс. Значи, сите оние кои што се подолго во да речем биткоин или во генерално во трейдинг, знаат дека после секој масивен пат, односно промена да речеме на овој тренд, имаме dead cat bounce. Во случајот дури се верува дека и ова е биткоин чартот, нормално месечно ниво, се верува дека и овој практично поголемиот дел од bull маркетот овдека представуваше dead cat bounce, кој што беше поуспешен од основниот bull маркет, но како и да е, ова е оној dead cat bounce за кој што зборувам. Значи, ако се вратиме назад, можеме да видиме дека секој од циклусите има dead cat bounce, без разлика дали тоа една или повеќе свеки. Значи, имаме фактички оној последен обид на пазарот да се врати нагоре пред да добиеме, гледате. Значи, последен обид на пазарот да се врати нагоре пред да добиеме конечна капитулација и да влеземе во следниот циклус, односно ако бил во bull, да се влезе во bear market. Значи, затоа, поради оваа причина, на DXY индексот се уште не сум убеден дека сме конечно излезени од целата оваа ситуација, иако што може да видите, значи ние веќе активно го распределуваме нашето портфолио. Значи вчера направивме уште едно купување, после веста која што објавивме за Ripple, затоа што не бевме сигурни, значи пазарот генерално не трпи касно применување на информации. Значи како што може да видите, доколку добиете одредена информација, не секогаш ќе биде точна, не секогаш ќе биде на место, но доколку вие сте уверени во долготрајноста и вредноста на ваков тип на коин, тогаш е многу попаметно да го купите кога имате време, кога имате ваква ситуација и дојава, отколку да го промашите тоа и да бидете фактички во грешка, а на тој начин да промашите одлична позиција во која што сте можеле да го купите. Значи, ние вчера уште 10% од нашето портфолио алоциравме на Ripple. Знаете и сами дека сме, барем како тим, веруваме во долготрајноста на овој проект, веруваме во неговиот потенцијал. Така да моментално ни остануваат 30% од нашите стейблкоини. Како што кажаме, се што е под $16,000 нас се представува buying opportunity. Затоа и воопшто, значи, не ни е проблем со тоа што алоцираме уште 10% на Ripple. Значи, тоа за нас представува сосема одлична инвестиција, иако можеби веста изгледа дека не беше моментално комплетно вистините, но како и да е, за нас тоа представува одлична можност за купување и го надградивме нашето портфолио, како што може да видите, моментално имаме опрлика околу 45% во смарт контрактс и уште 15% во дигитални платежни валути. Со тоа што ни преостанува, значи да видиме и каков е самиот чарт, односно имаме околу 47,5% во Ethereum, имаме 18,5% Cardano, 16,6% Polkadot и околу 20% опрлика во Ripple. Значи тоа е моменталното наше портфолио, со кое што значи се уште имаме 30% од нашето стейблкоин портфолио да го распределиме, значи во текот на овој пат, затоа што се уште не сме уверени дека имаме комплетен пат и конечна капитулација на биткоин. Гледаме дека има се уште негативни вести на пазарот, посебно со оглед на фактот дека FTX приказната се уште трае,
се уште се откриваат импликациите на самиот FTX во криптосекторот и заради тоа првенствено веруваме дека се уште ќе имаме можност за подлабока капитулација на биткоин, а понатаму ќе разговараме и за самиот чарт. Значи првенствено мораме да видиме кои се индикаторите во однос на ситуацијата дали сме утврдиле дно. Значи дали барем самиот DXY индекс утврдил дно, со оглед на фактот дека моментално DXY индекс само што проби под 78,6 односно 0,786 Фибоначи секвенцата, значи моментално можеме истата да ја избришеме. И ќе кажам уште еднаш, значи првиот момент кога навистина ќе бидам 100% сигурен дека сме направиле конечен врв на DXY индексот е кога истиот ќе пробие под оваа вредност овде, а тоа е негде околу 104, односно 105, што представува претходниот лоу на ова движење на цената нагоре, но доколку погледнеме од неколку различни чартови, можеме да видиме дека DXY индексот првенствено од овој канал излезе, што е една многу битна работа. Значи гледаме дека претходно, само ќе го исклучам моментално Market Cypher за да може полесно да видиме за што станува збор. Значи гледаме дека претходно го користел овој канал како поддршка во неговото движење нагоре и тоа долго време, уште од самиот јануари 2022 година. Со тоа што гледаме дека конечно пробива под него, исто и овој тренд е пробиен, можеме да го избришеме. Значи пробива под него, имаме некој неуспешен ритес овдека, пробива под средната вредност на Bollinger Bandот и моментално се движи надолу кон долната граница на Bollinger Bandот, што доколку успее да достигне до оваа корекција, ќе добиеме и пат под претходното локално дно, што уствари ќе ни покаже дека на вистина DXY индексот се движи во надолна линија, односно дека го скршил трендот. Сега, значи рековме дека овие двани се најбитни што мораме да ги утврдиме за да знаеме дека на вистина сме дошле на конечно дно, да речеме, на биткоин циклусот или барем многу блиску до истот. Значи ако се сеќавате, ние неколку пати сега го покажуваме тоа, чисто уште еднаш ќе покажеме само за оние кои што се нови на каналот. Да, знам дека многу пати морам да повторувам, но за жал едноставно многу луѓето се нови на каналот и не би било фер едноставно да им дадеме вакви напредни информации без да им дадеме шанса да се вклопат во целата таа анализа. За оние кои што се нови на мојот канал, значи препорачувам да погледнете моментално на нашите претходни анализи, како и на нашите едукациони видеа, посебно на едукационите видеа, каде што имате буквално подредени по ред со броеви, значи сите едукациони видеа до моменталното 57 видео, каде што поред објаснуваме се од техничка до фундаментална анализа до основни поими во криптосекторот, така да би ве замолил да го направите тоа, со цел да можеме поедноставно да ви ги доставиме овие информации кога веќе ги имате основните тренизи кои што сме ги направиле на видеа. Значи овдека ќе го додадеме само на кратко биткоин, со цел да видиме, значи биткоин USD, а секогаш користам Bitstamp затоа што е најстар, значи најголем чарт има и New Price Scale за да може соодветно да се вклопи во овој чарт. Со тоа што гледаме дека моментално, значи буквално се наоѓаме на самото дно, додека самиот доларен индекс се наоѓа на самиот врв. Со тоа што ова како што можеме ваков тип на свеќе не сме виделе, па гледајте. Значи во целиот овој период можеби ова е блиску до тоа, негде во март 2016 година, значи не сме виделе толку голема негативна свеќа, што сите ги изненадив, вклучувајќи и мене, јас не очекував колку брз пат на доларот, но тоа покажува колку само инвеститорите се желни да влезат повторно на пазарот, надевајќи се дека да, може ова беше конечниот пат. Така да затоа ние нема да пропуштиме оваа шанса, дури и биткоин да се движи малку подолу, ние по-добро постепено да го распределуваме нашето портфолио со цел да не го пропуштиме дното. Значи тоа не е многу битно. Значи ова видео сватите го како веќе менаџирање на ризикот, односно, значи ризикот да алоцирате што поблиску до дното, наспроти тоа да фактички не го пропуштите со оглед на фактот дека многу од индикаторите кои што ги имаме за утврдување на биткоин ното веќе се исполнуваат. Меѓу кој прв, како што рековме, е самиот долар индекс, е сега. Значи јас би сакал да заврши овој месец со оваа црвена точка што ќе биде огромен показател дека навистина сме го скршиле трендот за движење надолу на DXY индексот и гледаме дека тоа е уствари одбрано на моментот кој што е исклучиво висок. Значи претходно толку висок бил во 2015 година, каде што имаме така речен своевиден друг bull market, но ова е тоа што кажувам дека можни се овие корекции нагоре кои што јас очекувам да бидат dead cat bounce, кои што може да случи уште сега. Но како и да е, нели, мораме да останеме да видиме. Сега да направиме основна техничка анализа, па ќе разговараме за тоа што очекуваме. Значи, гледаме дека уште од мај 2021 година VWAP се наоѓа во позитива, ова е прв пат
после една цела година и 4 месеци да влезе во негатива, односно под нулата, и гледаме дека money flow се зоблува на месечно ниво. Овие индикатори значат многу. Со оглед на фактот дека за прв пат исто така и самиот RSI се наоѓа во, значи под 70, односно не е препродаден. Значи претходно гледаме дека тоа не се случило уште од април оваа година, така да тоа е добра вест, но пак ќе кажам, не заборавајте дека ова може да предизвика корекција на DXY индексот нагоре, че тоа е многу можно, со оглед на фактот дека се уште не сме имале dead cat bounce, но ова е многу добар знак дека навистина сме излегле конечно од овој нагорен тренд, од овој bull market кој што е уште од април 2021 година, што уствари е, како што кажавме, еден од најбитните индикатори кој што ќе ни покаже дека навистина сме успеале да го лоцираме врвот на самиот bull market на DXY индексот. Значи тоа е на месечно ниво, да се вратиме на неделно ниво. Значи на неделно ниво гледаме, како што кажаме, дека се испаднати од овој канал и дека моментално се наоѓаме точно на оваа зона која што уствари представува оваа зелена свеќе која што имаме уште од 2002 година. Значи оние кои што иследале моите анализи го знаат ова, оние кои што не сега ќе им го објасниме. Значи во секој тренд кога имаме паѓање надолу на одреден бранд, да речеме, на само момент да покажеме тоа соодветно на месечно ниво. Значи гледајте, во целиот овој бранд на паѓање пред оваа корекција само една свеќа ни покажува отпор и движење на цената нагоре, со тоа што истото таа свеќа гледате овде дека создава едно поле на така речена акумулација пред да го изгуби сапортот и да продолжи надолу, што доколку сте гледале нашите видеа или ќе ги гледате, ќе научите дека представува промена на трендот. Односно ваквата промена на трендот покажува дека во овој сектор, поврзано со исто со овој сектор каде што пред тоа бил отпор, сега моментално е сапорт, ни представува место каде што има многу големи наредби фактички за купување. Сега, во оваа ситуација, таквата зона фактички нас овдека ни представуваше претходно отпор, гледаме по оваа свеќа, а сега моментално ни представува сапорт, односно низината долна граница. Со тоа што пробивање на ова поле, јас верувам дека ќе биде уште еден показател, не само тоа што моментално ќе го помине претходниот лоу, туку и уште еден показател дека овој сапорт ќе се претвори во резистенс. Значи остануваме да го видиме и тоа, дали ќе се случи нормално. Значи ова е за да го објаснам полето во кое што моментално се наоѓаме, како и на неделно ниво нормално, и гледаме дека ова е моментално ретест за пробивање на ова поле надолу. Ќе напоменам уште еднаш, dead cat bounce е нешто што очекуваме да се случи, што може да врати да речеме цената уште еднаш да речем 109, па потоа да продолжи надолу. Значи тоа е оној dead cat bounce кој што најчесто се случува кога имаме врвови на одредени bull маркети. Значи најчесто на сите, но она е кога луѓето очекуваат дека навистина може би ова корекција да ќе продолжи нагоре, но ќе кажам уште еднаш. Првиот показател што ќе ни покаже дека нема да биде корекција е тоа ако оваа цена успее да пробие под нивото од 104,9 до долната граница на Болинџер бендот на неделно ниво, што ќе ни покаже дека го пробила претходното дно, што јас верувам дека е доволен показател да очекуваме дека и да има dead cat bounce, тоа ќе биде само, нели, неуспешен обид за повторно движење на DXY индексот нагоре, што не би ме изненадило. Сакам да ви напоменам, значи да не се изненадите ако тоа се случи, но генерално гледаме дека трендот е доста негативен, со тоа што моментално овде уствари доаѓа dead cat bounce, кој што јас ви го кажувам. Значи, гледајте, под 50 претходен пат, значи DXY индексот бил во јуни 2021 година. Што значи дека има многу солиден простор за движење повторно нагоре. Значи имајте го тоа во предвид, затоа што ова е многу битна работа. Замислите, една година му требала да дојде под 50. Имаме, нели, bearish divergence, но таа верувам дека моментално се изигрува. Гледаме дека и VWAP е многу негативен, гледаме дека RSI е практично нула, имаме негативен outflow на money, на пари. И гледаме дека бранот на моментум е во нагол пат. Значи она што моментално не го очекуваше никој. Значи што еднаш ќе напоменам, според мене, според оно што го анализирам на пазарот, ни представува значи подготвеност на сите да купат, затоа што цените се екстремно ниски не само во традиционалните, не само во крипто, туку и во традиционалните пазари. На дневно ниво, на пример, за разлика од тоа, гледаме дека е се уште негативно, но сме длабоко во негатива. Тоа е оно што постојано кажувам, дека ваков тип на длабоко во негатива може да резултира со обратно движење нагоре. Значи, нели,
иако што можеме да видиме точно ево, тој сегмент многу поедноставно можеме да го видиме. Значи овој сапорт овдека кој што моментално го ретестираме и ова главно ниво кој што пред тоа на овие два наврати било отпор, а сега моментално е поддршка на цената, што неговото ретестирање гледаме дека на дневно ниво ќе се поистовети и со 200 дневната средна вредност, што исто така би представувала солидна поддршка на цената. И гледаме дека моментално имаме, значи гледате колку голем пат, значи вака голем пат претходно се случил во 2022 во јануари, значи на почетокот на годината, каде што сме имале масивен напредок нагоре на цената, чисто да ви покажам значи каде го видовме тоа. Значи рековме јануари 2022 година. Ево. Значи само да ви покажам што се случува после таков тип на пат, како што го имавме овде. Ево гледате. Значи гледате напредокот кој што го имаме после таков пат на самиот бран на моментум, што моментално го гледаме овде, после неговото прекршување нормално, кој ќе добиеме зелена точка за преминување на сигналната над базичната линија. Значи, моментално гледаме дека иако е во пат, VWAP се движи нагоре, што значи дека имаме buying opportunity моментално за оние кои што трейдаат на short term, и гледаме дека money flow само што не дошол до самата нула, што е нешто што одамна го немаме видено на DXY. И нормално RSI е на долната граница на oversold, значи препродадено, сток RSI е скоро до нула, што значи дека сите овие вредности се доста мали и има многу голема шанса ова наједнаш да се сврти нагоре, посебно исто така со оглед на фактот дека се наоѓаме на долната граница на Bollinger Bandот, кој што најчесто представува многу солидна поддршка на цената и корекција на истата нагоре е неизбежна, само станува збор за време кога тоа ќе се случи. Значи, ако не се случи некој евент кој што директно ќе делува на доларот, за кој што се уште не сме информирани, тоа што јас верувам дека, пак ќе кажам, Dead Cat Bounce е неминовен, со тоа што имаме уште еден чарт кој што сакам да го погледнете, а тоа е чартот на параболата на DXY, кој што не е овде, само момент да го најдам. Мислам дека беше на 4MA, ево 4MA, овдека беше. Значи, овдека имаме парабола која што моментално еве параболата, значи многу битна работа, ако се сеќавате, еден од нашите гледачи кој што редовно гледа нашиот канал ни го даде ова како еден индикатор кој што навистина сме го промашиле, е многу добар, а тоа е самата парабола која што моментално гледаме дека е прекршена. Имаме ритест кој што беше неуспешен, што ја очекував дека ги заврши над неа, и моментално имаме пат од истата надолу. И гледајте сега, многу битна работа што во оваа ситуација не сме анализира се уште, а тоа е дека за прв пат од почетокот на овој bull market во јуни 2021 година доларниот индекс се наоѓа под Bollinger Band. Многу битна работа, многу битна. Значи кога ќе се најдеме под Bollinger Band се случува што? Ритест на истиот нагоре и потоа корекција на оваа вредност во следниот bear market. Значи, она е тоа што постојано го кажуваме, сите овие индикатори на техничка анализа се многу добри, посебно кога ќе ги искомбинирате со соодветна фундаментална анализа. Моментално се базираме на техничката анализа, но она е тоа што ви кажувам дека е многу добро, е дека моментално го пробивме bull market support band-от. Значи, како канал ние многу се радуваме на фактот дека конечно DXY индексот влегува постепено во bear market. Но не можеме пред време да бидеме радосни додека не видиме успешен ритест на bear market, на bull market support band-от. Сега ќе ви покажам зашто е тоа така. Значи докога го погледнеме, да, само треба да го направиме тоа на истиот чарт. Значи гледајте ова. Докога го сакаме да видиме како тоа изгледа. Значи гледајте, имаме пат под bull market support band-от, имаме негов ритест и потоа имаме следна корекција надолу што официјално го бутка, значи оваа вредност во случајот биткоин ја бутка во bear market. Значи истото што го очекуваме фактички од DXY е тоа да добиеме после ваквиот масивен пат корекција која што ќе го ретестира bull market support band-от пред понатаму да влеземе во следниот bear market за DXY. Како што кажавме, значи тоа е една од основните работи кои што ги очекуваме, односно да имаме ритест на bull market support band-от пред да продолжи понатаму да се движи надолу DXY индексот, но тоа би било прекасно ако очекуваме и таква потврда да се случи за да влеземе на пазарот. Затоа ние постепено алоцираме, затоа што не знаеме кога моментално ќе се случи таа корекција и конечно значи биткоин и останатите криптовалути ќе
престанат да се движат надолу и ќе почнат да се консолидираат пред следниот bull market. Затоа во оваа ситуација ќе напоменам уште еднаш, значи не се чека конечна потврда, затоа и постојано го следиме пазарот и моментално можеме да заклучиме дека да, навистина индексот на доларот постепено се врти кон надолен значи bear market, со тоа што значи она што постојано кажуваме дека не можете секогаш да очекувате дека ќе се придвижат индексите до точно онаа граница која што вие очекувате. Прост пример за тоа е што ако се сеќавате многу пати разговаравме дека моментално имаме движење на значи на вредноста на DXY индексот во овој канал, кој што очекуваме дека горната граница на овој канал уствари ќе ни представува вредноста која што моментално чекаме да од која моментално чекаме да се коригира DXY индексот, со тоа што гледаме дека тоа нема да се случи. Значи се повеќе и повеќе сигурно е дека нема да се случи, гледаме дека имаме солидна потврда за движење на DXY индексот надолу. Сега, значи dead cat bounce-от потекнува од фактот дека се уште се наоѓаме во оној, да речем, дел од кризата со инфлацијата во Америка, каде што Федералната резерва и понатаму значи ги зголемува каматните стапки, значи Fed meetings 2022. Значи нас во оваа ситуација не е битно да се соочиме со реалноста, односно ако и понатаму Федералната резерва продолжи да ги дига каматните стапки, тогаш можеме да очекуваме дека DXY индексот во најмала рака нема да паѓа толку брзо што очекуваме, а во најголема значи е она што очекуваме дека ќе имаме dead cat bounce, односно ќе имаме корекција нагоре. Сега да видиме прво што се случува во однос на индексот, на овој индекс, за да можеме понатаму да разговараме што можеме да очекуваме во следниот период, односно на следниот митинг на Fed, затоа што тоа ни е многу битно да можеме да воочиме што очекуваме од самиот пазар, конкретно од DXY индексот. Значи, поради тоа што добивме исклучиво позитивни информации во однос на новата инфлациона стапка за октомври, она што го гледавме во средината на, тоест негде околу 12 беше, не, 8 ноември беа изборите, 10 ноември беше каматната стапка, значи добивме максимален пат од она што го очекуваме од 0,5% надолу на инфлацијата, што овој пат се поистоветува со уште една од нашите битни значи показатели за дно на биткоин, а тоа е индексот на инфлацијата во Обединетите американски држави, таа е во потврден пат. Сега, ако се сеќавате, ние неколку пати разговаравме за ова, значи DXY генерално, значи самата анализа е завршена, она што можеме да го видиме моментално е многу јасно, нема логика повеќе да се држуваме на истото, но за разлика од тоа на инфлацијата можеме малку да се држиме, да видиме каде се наоѓа и што понатаму со истата. Значи ако се сеќавате, многу пати разговаравме за ова. Рековме дека моментално постои страф на територијата на американските држави, посебно во Федералната резерва, која што е одговорна за уредување на самата инфлација. Да, право се нема логика да го повторам ова постојано, на вистина имаме многу нови гледачи кои што едноставно значи не знаат за што зборувам. Значи ќе бидам што може пократко. Идејата е дека значи каматните стапки кои што Федералната резерва ги користи, може да прогледнете наназад низ нашите видеа со цел, значи каде што детално објаснувам како тоа е поврзано директно со DXY индексот и зошто го тера и понатаму да расте, како и со светската економија и со останатите пазари. Моментално ќе бидам краток и ќе кажам дека каматната стапка сама по себе, која што постојано ја става на DXY индексот од страна на Федералната резерва, служи да ја дига цената нагоре на самиот долар, а со тоа и да ја зголемува вредноста на доларната единица, а на тој начин да ја намали инфлацијата, затоа што комерцијалните банки преку овие каматни стапки, затоа што треба се повеќе и повеќе пари да вратат назад на Федералната резерва, оние кои што ги следеле нашите видеа знаат детално за што зборувам. Значи моментално колку е поголема каматна стапка, толку е поголем доход кој што комерцијалните банки го имаат назад кон Федералната резерва, која што представува централна банка, односно принтерот за пари на една држава, во Америка во оваа ситуација, другите ги нарекуваат централни банки. Со тоа што ваквата политика ги зголемува каматните стапки и со тоа значи нормално комерцијалните банки, оние кредити кои што ги земале, се повеќе и повеќе моментално треба да вратат назад затоа што се зголемува каматната стапка. Значи каматната стапка беше 0 до пред само една година. Додека моментално сме на 4% каматна стапка, која што според моменталните изгледи на пазарот, значи ова е investing.com, една од оние страни кои што навистина ја следам затоа што има многу позитивни информации, а ова е Fed Rate Monitor, каде што луѓето изразуваат свои мислења во однос на она што моментално го знаеме на пазарот, кои ќе бидат следните каматни стапки кои што се очекуваат да бидат ставени на DXY индексот, а тоа е дека од 4 се очекува
да биде помеѓу 0,25 или 0,5, односно 25 или 50 поени, така ги нарекуваат, со тоа што ваквото зголемување ќе представува намалување на досегашните каматни стапки од 0,75%, што првенствено психолошки ќе представува момент каде што стравот се повеќе и повеќе се намалува од пазарот, а со тоа луѓето се повеќе и повеќе се склони кон инвестирање во поризични добра, како што се традиционалните пазари на хартија од вредност, суровини и слично, а со тоа и самиот криптопазар. Тоа ни го покаже буквално овој момент каде што DXY масивно падна во првиот момент каде што имавме намалување на инфлационата стапка. Инфлационата стапка автоматски ни покажува дека се ќе олесни, односно колку повеќе паѓа инфлационата стапка во Обединетите американски држави, толку повеќе Федералната резерва ќе биде склона кон намалување на онаа количина на каматни стапки кои што ги додава врз до сегашните каматни стапки, и на тој начин фактички вие имате едноставно намалување на оваа лоша, така речено не е лоша, туку е рестриктивна политика на Федералната резерва, која што ја намалува економијата и растот на економијата, за разлика да ја намали и самата инфлација. Тоа е таа поврзаност каде што колку повеќе се намалува политиката, колку повеќе се намалува економскиот раст, колку повеќе се зголемува вредноста на доларот, автоматски со тоа паѓа и самата инфлациона вредност, односно онаа основна економска вредност каде што колку повеќе едно добро е поретко на пазарот, толку повеќе неговата вредност се зголемува, а со тоа и се намалува инфлацијата со која што губи на одреден временски период од својата вредност, што уствари представува самата инфлација. Сега, ние уште на претходното видео, ако ги гледате нашите видеа постојано, ние ова го кажавме уште пред да биде излезен новата стапка на инфлација, односно напоменавме дека секој пат на инфлацијата од повеќе од 0,5 или повеќе од тоа, проценти, ќе представува масивен катализатор за намалување на стравот на пазарот, а со тоа и купување на ризични добра, како што е во оваа ситуација, станува збор првенствено нас не интересира за самите криптовалути. Тоа и се случи. Гледате колку наеднаш имавме скок во криптовалутите точно во тој момент кога буквално беше ова најавено, иако на масивна скала тоа е ништо, но на дневно ниво, например, имавме огромна корекција на пазарите нагоре, иако имаме многу негативни работи, како што се случува моментално, имаме огромна корекција нагоре, што ни покажува колку е битна инфлацијата во однос со стравот на пазарот кој што моментално го гледаме. Верувате ми, многу битна. Така да во оваа ситуација, падот на инфлацијата нас ни е одличен показател дека конечно сме можеби на дното на самиот биткоин и на самите криптовалути, но не можеме тоа да бидеме сигурни зошто. Затоа што Федералната резерва во минатото, повторно ова е кажано, морам да го повторам за оние кои се први на каналот. Се случило иста ваква ситуација во која што конечно успеале да заобат инфлацијата и да ја вратат надолу, но пребрзо се откажале од рестриктивната политика на каматни стапки и на тој начин кога почнале да ги намалуваат, инфлацијата се вратила уште повисоко. Што е повторно страх на Федералната резерва дека толку тоа го направи, инфлацијата само ќе се зголеми повторно и ќе се врати на уште полоша врата назад, што моментално и самата Федерална резерва најави дека најдобро што може да се очекува на економијата е дека во декември, на овој состанок кој што го очекуваме во декември, барем ќе седнат да разговараат за тоа дали е време, овој состанок на 13-14 декември, дали е време да се намалуваат или да се забави со зголемувањето на каматната стапка, но откако ќе се случи тоа, они кажаат дека ќе држат каматната стапка на одредено високо ниво, како што е например 4 или 4,5, зависи колку ќе ја качат, со што ќе ја задржат таму се додека инфлацијата не се врати до соодветно ниво кое што нифме е битно, а кое што е директно поврзано со невработеноста, а тоа е овој чарт, каде што невработеноста на Америка мора да се држи под 4%, се над тоа представува ефективна криза, која што треба да биде исто така регулирана од истиот орган, односно Федералната резерва, со тоа што моментално од последните податоци кои што ги имаме, гледаме дека невработеноста во Америка се држи на одлично ниво, односно истата уште од март оваа година се држи помеѓу 3,5 до 3,7%, што во оваа ситуација со ваков тип на криза во светот е ненормално добро. Ретко која држава може да се пофали со вакви добри резултати во однос на невработеноста на целата нивна популација, иако ја верувам дека овие резултати се малку фалшификувани, како и да е, можеме да кажеме дека сега моментално нас на оваа анализа ни нудат соодветни информации, односно
Федералната резерва ја зима оваа стапка, која што е одлична моментално и се уште има 0,3% за играње, едноставно за варирање, со тоа што дополнително ја зема не само CPI инфлацијата, која што не е толку битна, затоа што да падна од 0,5%, туку кор инфлацијата. Уште еднаш на кратко, кор инфлацијата ни представува, CPI инфлацијата ги собира сите услуги, добра, суровини, цената на се во одредена држава со цел да се утврди генералното ниво на инфлација на таа држава во моментот. И тоа се прави на месечно ниво и на крајот од годината се зима просек на сите овие месеци со цел да се даде годишна инфлациона стапка. Додека кога станува збор за кор инфлацијата, овдека имаме сите услуги без цените на горивата и цените на храната. Затоа што цените на горивата и храната, оние кои што гледаат нашиот канал, ќе кажам повторно знаат, оние кои што се први, гледаат дека моментално, тие се главниот индикатор кој што ја прави нестабилна стапката на инфлација и затоа, Федералната резерва, како верувам и многу други органи, одлучуваат да ја гледаат инфлацијата без овие два индикатори, затоа што истите многу го пореметуваат индексот. Може да забележиме разликата, гледајте. Одека ние имаме кор инфлацијата, која што е нормалната инфлација, без да ги земеме во предвид во оваа ситуација, цените на горивата и храната, кои што исклучиво варираат, поради тоа што имаме енергенсна и прехранбена криза во светот, каде што овие ресурси моментално се во недоволна количина и поради тоа нивните цени моментално се многу високи. Сега, ако го споредиме кор инфлацијата со CPI инфлацијата, гледаме дека кор инфлацијата својот врв го имала во март 2022 година, наспроти CPI инфлацијата која што својот врв го имаше во јуни. 4 месеца разлика. 3, извинувам. Со тоа што, кога CPI инфлацијата конечно почна да паѓа, кор инфлацијата буквално се движеше во нагорен тренд. Гледате, имате корекција, нагорен тренд и повисока вредност со претходниот врв во март од 6,6%. Со тоа што моментално пада до 0,3% е многу битен за тоа што кореспондира со CPI инфлацијата. Како што можеме да видиме, претходно CPI инфлацијата постепено паѓаше, додека кор инфлацијата растеше. Тоа сакам да кажам дека, гледате колку само два од сите овие категории на продукти и услуги кои што се земаат во предвид, може да го променат целиот изглед на самата инфлациона стапка. Во оваа ситуација, кога конечно добиме ситуација во која што се коригираме за 0,3%, заедно со CPI инфлацијата, тоа е одлична ситуација во која што можеме да забележиме дека ако ова продолжи барем уште еден месец, ние се наоѓаме во потврден пат на инфлационите стапки, како кор, така и CPI инфлација, што јас верувам дека заедно, ваквата добра стапка која што има моментално на невработеноста, заедно со невработеноста која што е 3,7%, заедно со кор и CPI инфлацијата која што се во потврден пат, иако ова е само еден месец, потребни се неколку месеци двата да бидат во корелиран пат, за да можеме да разговараме за конечна капитулација и промена на инфлацијата надолу, за Федералната резерва на 13-14 декември да ја така речено заобли својата политика на рестриктирање на економијата и на тој начин барем ако ништо друго да ги намали оние стапки кои што ги додава постојано на вредноста на доларот. Што мене ако ме прашувате е одлична вест, ја очекувам добри вести од овој состанок, очекувам барем да се намали, но гледайте, во оваа ситуација намалувањето, иако е рестриктивно за целата економија, ќе делува многу позитивно на економијата, затоа што луѓето конечно ќе влезат во онаа идеја дека конечно, Федералната резерва почнува да ја заоблува својата политика и моментално гледате дека сите очекуваат да имаме од 0,25 до 0,5, што би било, како што кажеме и понатаму, намалување на стравот на пазарот, што е исклучиво битно за да можеме понатаму да очекуваме овие индикатори и да се остварат и останатите, затоа што кога овие два ќе се заоблат, се останато ќе почне да се движи нагоре, сега ќе го видиме тоа. Тоа се првите два кои што потврдуваме дека конечно се наоѓаме во реална шанса, се уште не сме го потврдиле тоа, во реална шанса кај што можеме да кажеме дека двата од нашите 6 основни индикатори се во така речено потврден пат. Но тоа мораме да го видиме конзистентно барем со уште еден месец. Сега. Во оваа ситуација, откако ќе ги утврдиме тие два, можеме да разговараме за останатите. Сега, пред да продолжам со останатите индикатори, сакам уште еднаш да напоменам. Тоа што ние моментално купуваме на пазарот, тоа е она што треба да ви каже дека треба да го да бидете во тек со вашиот ризик, односно
кога овие индикатори конечно ќе почнат да се заодлуваат. Тоа не значи дека вие треба да чекате допрва да утврдите се пред да можете да купите, затоа што најчесто тогаш веќе ќе го промашите целото дно. Значи многу е битно ова да го направите предвремено, односно кога ќе видиме дека постепено веќе почнуваат сите индикатори да се исполнуваат, вие веќе треба да бидете алоцирани на пазарот. Односно во оваа ситуација како што може да видите за нас, значи ние веќе сме 70% алоцирани на пазарот. Значи останалото се само 30% во случај да имаме потврден пат повторно надолу. Но генерално ние веќе 70% од нашето портфолио го алоциравме во сите овие падови надолу на биткоин со цел да утврдиме што можеме поблиску алоцирање на нашите средства до апсолутно дно на биткоин за овој bear market. Што не е толку далеко, имајте го тоа во предвид, значи биткоиното може да биде остварено во било кој од овие следни денови, иако ние очекуваме уште мал пат, ќе објасниме зошто. Сега, уште една многу битна работа пред да продолжиме со DXY со биткоин анализата е тоа дека моментално гледаме како се завршуваат сето ова гласањето во Америка за midterm elections, кој што како што видовме до сега во два bear маркети представува официјално утврдување на дното на bear маркетот, што моментално е вистина. Зошто е тоа така? Затоа што ние ја пробевме претходниот лоу. Значи ние се наоѓаме под 17,5, што значи дека она што ми го кажував јас назад уште 2 месеци е точно затоа што ние моментално се наоѓаме во пат. Значи ако ова представува да речем дното на овој пазар, тоа значи дека ние моментално со оглед на фактот дека се наоѓаме точно на самите избори се уште, ние буквално сме го утврдиле тоа како претходните два циклуса. Во претходните два циклуса исто така утврдуваме дно веднаш после завршување на самите избори во Америка, што генерално нас не ни е толку битно како истите ќе завршат, затоа што едно или друго нас многу не ни менува, а Америка е принудена било која партија да е на власт да мора да и понатаму работи на регулатива, затоа што не смее да си дозволи самата себе си да заостане пред останатиот свет во однос на крипто, затоа што крипто доаѓа, а никого не го чека, дури ни Америка. Сега гледаме дека Сенатот моментално на републиканците им фали едно седиште за да го превземат. До сега моментално тоа беше во рацете на демократите. Гледаме дека моментално им фали исто така едно седиште да превземат и House of Representatives, односно основниот парламент, додека со гувернери веќе предводат, односно имаат 25, така да тоа е на некој начин до сегашните резултати, така до денес се очекува да бидат завршени, односно да бидат завршено броењето на гласови и слично. Сега, да ќе кажам уште еднаш. Значи нас не ни се битни резултатите од изборите, над ни се битни самите избори. Така да, она што моментално го зборувам, значи овде ќе вратиме DXY затоа што може да ни е потребен во однос на следната анализа на биткоин, која што во случајов е каде што ќе работиме на останатите индикатори, кои што може да ги видите овде. Сега, да се вратиме прво назад да видиме за што точно станува збор кога разговараме за утврдување на дно на самите избори во Америка. Значи кажавме, причината за тоа е дека во ситуацијата кога моментално се случуваат ваков тип на избори во толку битен играч како Америка, значи тоа е битно затоа што моменталната политика во светот едноставно се паузира и се чека да види кој ќе победи нови избори, затоа што сите зависат од тоа дали едната или другата страна ќе бидат на власт во Америка во однос со тоа кој се работува со која страна. Дополнително за бизнисите, оно што постојано го кажуваме е дека многу од луѓето се обидуваат да ги повлечат своите средства во долари со цел да почекаат да видат кој ќе победи и чии компании фактички ќе бидат фаворизирани во следниот да речем циклус на до следни избори после 4 години. Сега. Значи ако се вратиме наназад и погледнеме што се случувало во практично ноември, 4 години наназад, прво тоа е во, значи гледајте овде. Ноември 2018 година имаме масивен пад на пазарот кој што резултира со утврдување на дно во почетокот на следниот месец. Затоа и реков дека можеби да имаме уште поголем пад со оглед на фактот дека ова се уште не е завршено. Значи не се само резултатите, туку генералната политика во целиот свет. Потоа имаме исто така и во 2014 година во претходниот циклус кога имаме утврдување на дното во практично од ноември започнува овој пат и завршува дури во средината на јануари. Значи затоа и реков дека ова е моментот, ова е тој сегмент од пазарот каде што очекуваме формирање на дното и затоа ние се уште имаме уште 30% каде што очекуваме дека ако се повтори ова, како што досега било во два циклуса, а гледаме дека се повторува, со оглед на фактот дека точно во ноември ни започна овој пат пред претходното дно, што моментално се движи надолу кон потенцијалното следно биткоин дно, но
буквално испадна вистина. Значи она што ние постојано го анализираме, еве се потврди. Значи не само од техничка анализа, туку и генерално од моменталната историска анализа на тоа што се случува во претходните циклуси, гледаме дека значи midterm elections во Америка буквално го формираат самото дно на биткоин и на криптомаркетите, со тоа што моментално значи ќе напоменем уште еднаш. Многу од оние анализи, како што беа на Никола и на Александар од криптовалути, значи алудира на тоа дека конечно треба да добиеме заоблување на месечно ниво на бранот на моментум. Да, значи тоа е вистина и тоа го очекуваме, но гледаме дека се уште сме далеко од тоа. И затоа и реков, значи каде дури VWAP се заоблува повторно во обратна насока. Гледаме дека моментално на месечно ниво за прв пат во практично историјата на биткоин се наоѓаме скоро па во негативен outflow на ова добро, со тоа што значи RSI индексот се наоѓа на рекордно ниско ниво, никогаш не бил 39,3, тоа не значи дека не може да оди подолу, и гледаме дека буквално се уште се ние во негативна насока, се додека не добиеме заоблување на бранот на моментот нагоре. Сега, зошто е ова битно? Значи ова ни е поврзано со, сега ќе ви кажам со кои индикатори точно, каде што можеме поедноставно да ги видиме овде. Значи сега моментално ќе работиме на Forex индикаторите и на MACD RSI и Stock RSI, кои што на месечно ниво треба да ни покажат значи солидна корекција нагоре. Значи еве да погледнеме прво MACD RSI и Stock RSI, ќе погледнеме на овој чарт каде што е многу поедноставно да видиме што се случува, затоа што овдека ни се разделени и поедноставно е да видиме. Што мораме прво да видиме на неделно ниво, па да се вратиме на месечно ниво, затоа што промените секогаш прво се случуваат на помал временски период за да се одразат на поголемиот нормално. Значи овдека гледаме дека да, ефективно изгледа дека дното е направено. Но тоа не значи дека нема да имаме уште една корекција пред да се придвижиме нагоре, затоа што гледаме дека базичната, сигналата се наоѓа над базичната, односно ова прекршување е веќе направено, но се сеќавате тоа што ви го кажав. Значи самиот бран на интензитет на движење надоле и нагоре ви покажува кога имаме заоблување, односно кога имаме губење на силата на овој бран. А тоа моментално го гледаме овде, затоа што 2 недели поред, значи имаме sell-off. Значи имаме повеќе продавање, туку што имаме купување, што се одразува и на самиот MACD индекс. Потоа имаме значи RSI кој што се наоѓа на неделно ниво повторно, значи во корекција, се движи надолу за претпоставувам ретест на 30, односно тоа е линијата која што ни представува oversold доколку биде помината надолу, но се уште се наоѓаме во сосема нормална зона, така да не можеме да очекуваме продолжување надолу. Кога ќе се наоѓаме во oversold, значи во препродадено по 30, тогаш веќе можеме да очекуваме дека се што и да се случи, време е да се движиме нагоре. Но моментално имаме доста време, значи за корекција уште една пред да почнеме да се движиме нагоре. RSI, Stock RSI, извинете, беше препродадено, односно, прекупено во оваа ситуација над 70, со тоа што гледаме дека сигналата се коригираше над базичната линија и имаме придвижување надолу. Значи на неделно ниво ни покажува дека моментално сме во надолно движење на овој индекс. Значи дека на неделно ниво ние можеме да кажеме дека се уште ни престои корекција, која што ние чекаме со нашите 30% од портфолиото пред да конечно ова биде сосема солидна корекција нагоре, која што ќе се одрази на месечно ниво. Каде што како што рековме, значи RSI ни е на 39, нешто што е, како што рековме, најниска вредност во историјата на биткоин, но ќе напоменам уште еднаш може да се движи и подолу, имајте го тоа предвид. И овдека само момент. Значи во оваа ситуација имаме Stock RSI кој што е ефективно на нула, значи овој во секој момент може да се придвижи нагоре и да не заборавиме, значи имаме заоблување, гледате, заоблувањето на бранот постои, но сигналите и позициите се толку многу раздалечени што е многу долго време пред да добиеме солидна корекција и истата да ни даде, кросовер, што верувам дека ќе биде многу касно ако вие чекате овој индикатор да ви покаже, затоа што овој индикатори се лагирачки, имајте го тоа секогаш во предвид. Затоа е многу побитно да го следите бранот, кој што ви покажува дека selling pressure-от, односно притисокот кој што го добиваме на пазарот од продавање веќе се намалува. Значи гледате дека се заоблува, што значи дека сме блиску до самото дно. Со тоа што значи го пробивме 50 месечното, значи 50 месечната просечна цена, значи која што моментално гледаме дека сите овие циклуси ги држала над.
додека моментално се придвижуваме до 100 неделната просечна цена, која што наскоро, значи ако продолжиме уште 1-2 месеци, буквално ќе се поистовети со она ниво до кое што очекуваме цената да падне, а тоа е овој неуспешен обид, многу пати го кажуваме тоа, неуспешен обид за bull market во 2019 година, кој што е со свој топ до 13.880. Че имајте од тоа предвид. Она што постојано кажуваме дека ние апсолутна најниска цена која што очекуваме дека ќе се придвижи биткоин до. Значи тоа е моментално за овие три индикатора кои што гледаме дека се уште не се свртиле, значи во обратна насока, за да можеме да очекуваме дека истите се позитивни и дека сме утврдиле дно. Значи, вториот и третиот се позитивни и конечно можеме да кажеме дека доколку добиеме уште еден месец позитивни резултати кои што ги очекуваме на пат на овие два индекса, можеме да кажеме дека да, конечно овие два индикатора се исполнети. Шестиот се уште не можеме да кажеме затоа што и на неделно и на месечно ниво се уште ни покажува, значи ни покажува моменти дека се уште сме рано за да можеме да утврдиме нагорен тренд конечно од ова масивен пат кој што го имаме уште од почетокот на 2022 година. Сега, само момент. Еден од членовите на седницата денеска придонесе за оваа анализа да биде уште покомплетна, а тоа е Бобан Досев. Ви благодарам уште еднаш. Значи да, навистина треба да погледнеме што се случува со, значи сега моментално ќе работиме на Forex, каде што ќе ја преместиме зелената која што моментално не е битна на 400, а тоа е поради тоа што и 400 вредноста ни е битна, затоа што гледајте го ова. Значи уште еднаш му благодарам на Бобан, значи ова е една од добрите работи кои што дури мене на пример не ми дојдоа на памет, а тоа е дека значи ако ги погледнеме циклусите наназад, можеме да видиме дека како се движат нагоре во следниот bull market, така се повеќе и повеќе, значи вредноста на биткоин паѓа кон следните средни вредности, што е и логично нормално. Значи да го погледнеме циклусот во 2014 година, односно овој bear маркетот, каде што цената се коригирала од 100 неделната средна вредност, че гледаме овде, додека 200 неделната средна вредност која што гледаме во оваа ситуација, доколку ја продолжиме надолу можеме да видиме дека ова би било така речено моментот на корекција, затоа што се уште не е постоечка, нели овде, се уште немало 200 недели, но ако ја повлечеме надолу, јас верувам дека апсолутно дно ќе било формирано со допир на 200 неделната средна вредност. Во следниот циклус гледаме дека повторно, значи имаме поддршка на 100 неделната средна вредност и 200 неделната средна вредност е допрена пред да се придвижиме нагоре. Со тоа што во оваа ситуација, значи цената веќе паѓа до 300 само момент. Да, 200 и во оваа ситуација добиваме 400, значи она која што би била следната, значи само момент да видиме 100, 200, 300, 400. Само момент. Се извинувам. Значи црвената е 200, а плавата е 300 неделна средна вредност. Значи гледаме дека коригирањето во првиот цикл се одвива на 200 неделна средна вредност, во вториот цикл се одвива со допир на 300 неделна средна вредност, а моментално гледаме дека ова поле кое што ни представува фактички значи акумулационо поле кое што повторно се пробива надолу, кое што ствари представува само уште еден flag formation со придвижување на цената надолу од овој момент овдека, затоа што ова е претходната корекција. Значи доколку го направиме овој flag correction ќе видиме дека истата отсечка надолу би кореспондирала со добирање на ова само еве да ви покажам, значи ако прилика овдека би била горната граница на flag. Значи ова би било почетокот, ова би било крајот, претходното дно. Значи сега моментално не мора дури да направиме прецизно, само сакам да ви покажам дека значи постои таа формација и ако моментално оваа отсечка ја ставиме од претходниот, значи од самото ова поле во кое што се движи, гледаме дека значи тоа е горната граница на 200 неделна средна вредност, да. Значи гледаме дека корекцијата би се придвижила надолу во оваа знаме формација до 400 неделна средна вредност, која што многу пати значи во ситуација ни кореспондира и со уште еднаш 13.880, односно неуспешниот пробив на овој обид за bull market во 2019 година, што гледаме дека значи многу од овие работи се повеќе и повеќе на техничка анализа ни се пододира. Значи јас моментално ќе ја оставам 400 неделната средна вредност, уште еднаш му благодарам на Бобан Досев. Мене навистина не ми текнува да го сменам, но значи како и секогаш сакам да уште еднаш да пофалам нашата заедница. Нема да биде успешен каналов и нема да биде гледан и нема да биде толку комплетен со информации
ако заедницата не истапува да ги доставува овие информации со цел да можеме да ги направиме како една комплетна анализа и доставиме назад повторно до самата заедница. Така да уште еднаш ви благодарам, гледате дека јас се обидам колку што можам повеќе да ги прочитам вашите пораки, да поминам низ нив, иако се многу, така да извинете ако некогаш каснам со одговорите, но гледате дека постојано работиме на тоа да агрегираме се што ни е дадено, она што ние го знаеме, она што вие ни го доставувате, со цел да направиме една комплетна анализа за сите нас. Значи гледате колку техничката анализа одговара во оваа ситуација кога ќе додадеме и 400 неделната средна вредност, што можеби ќе представува следната долна граница на овој bear market, што поистоветува со онаа мета која што ние имаме како канал. Повторно, не значи дека тоа ќе се случи, затоа ние постепено алоцираме со цел да не го промашиме овој момент кој што за нас представува апсолутно дно, кој што очекуваме да се случи во овој bear market. Значи, тоа е уствари од аспект да, значи веќе поминавме преку 600, каде што рековме дека се уште е рано за овие индикатори да можеме да кажеме дека се на наша страна, како и во ситуација, значи само што поминавме преку 200 и 300 неделна средна вредност, која што треба да коригираме со во случајов 400 неделна средна вредност, која што гледаме дека се повеќе и повеќе има логика да биде една од следните вредности кои што ќе ни бидат битни во овој bear market. Значи нормално, техничката анализа е жива наука, заедно со фундаменталната анализа и мораме постојано да наградуваме и да ја следиме со генералната ситуација на пазарот, за да можеме да тврдиме соодветно каде се наоѓаме во овој пазар. Сега, што ни останува? Ни останува хајке наши свеќите и 5-6 свеќи од самиот црвен гозиски канал. Значи ова само ќе го спомнам уште еднаш. До сега, значи ова иако веќе е исполнето, сакам да кажам дека повторно е еден од добрите индикатори кои што ни покажуваат каде се наоѓаме во макроциклусот. Значи како што можеме да видиме досега во сите циклуси овој гозиски канал и неговото пробивање надолу ни представува фактички влегување во bear market, со тоа што имаме оприлика барем 5-6 свеќи пред да формираме дно. Значи тоа досега се случило во 2 од 3, со тоа што моментално овдека имаме многу повеќе, за разлика че га ето овдека имаме само 5 или 6, со тоа што моментално имаме многу повеќе од 6 свеќи. Значи дека ние одамна веќе сме го формирале така речено според гозискиот канал дното, но е добар индикатор за да можеме да имаме генерална идеја каде се наоѓаме во еден циклус, така да затоа се уште го држам на овој чарт, значи интересно е да се види истиот многу добро прилика макроциклусите ги определува. Така да ова е исполнето, значи уште одамна, и останува да видиме што се случува со хајке наши свеќите. Овој чарт е многу чист, затоа јас моментално ќе ги исклучам овие индикатори, со цел да можеме да видиме многу по-лесно каде се наоѓаме заедно со bull market support бендот. Доколку го смениме во хајке наши, значи хајке наши свеќите многу појасно ни даваат слика за тоа каде се наоѓаме во одреден циклус. Гледаме дека најчесто bull market циклусите се значи во овој тип на свеќи, кои што се алгоритмички поинакви од основните свеќи, ни покажуваат масовен тренд во кој што кога имаме bull, значи сенките на свеќите се само нагоре, надолу немаме ништо, и кога ќе добиеме ваков тип на неодредена свеќа која што има сенки на двете страни со мало тело, ни представува момент во кој што треба да видиме дали ќе имаме промена на трендот, и обратно кога имаме bear, гледаме дека имаме сенки на свеќите надолу со големи тела, со тоа што гледате колку многу поедноставно се гледа самиот тренд кога ќе го гледате на ваков тип на свеќи, па така и во оваа ситуација гледаме дека моментално повторно се развива надолен тренд. Значи имавме во ситуацијата промена на трендот нагоре, ритест на bull market support бендот, она што неколку пати го спомнавме до сега, и од долната граница на bull market support бендот кој што поистоветува со средната вредност на Bollinger бендот, имаме повторно коригирање на цената надолу, што значи дека хајке наши свеќите се далеку од формување на bull тренд. На месечно ниво подобро да не ги гледаме, за да не ве разочарам. Значи, гледате. Значи немаме се уште, значи на месечно ниво мораме да добиеме барем ваков тип на свеќа пред да можеме да разговараме за било каков тип на промена на трендот. Значи секогаш кога ги добиеме таков тип на мала свеќа со големи мало тело со големи сенки на двете страни, значи дека пазарот се одлучува на која страна ќе се придвижи. Значи гледате дека моментално се наоѓаме под bull market support бендот, овие сите ритести се неуспешни, но затоа и на некој начин ова повторно ни дава уште подобра шанса да и понатаму можеме да купиме на подобра цена. Значи тоа е многу битно да го заклучиме, што значи дека иако двата најголеми индикатори конечно ни се вртат позитивно во однос на утврдување на биткоин дното, гледаме дека останатите се уште се неодлучни и неодредени, затоа што кога овие два индикатори конечно ќе се завртат обратно, значи она што постојано го покажуваме, ќе го покажеме уште еднаш, тогаш можеме да очекуваме дека целиот тренд ќе се заврти обратно, односно конечно ќе почнеме да ги гледаме останатите индикатори во позитивна
значи корелација со овие два. Зошто е тоа така? Значи уште еднаш сите оние кои се нови на нашиот канал. Врвовите на доларниот индекс кореспондираат со дното на биткоин маркетот и обратно. Значи уште од самиот почеток во 2013 година гледаме дека кога имаме пад на доларниот индекс, паралелно со тоа имаме и бул маркет на биткоин. Кога имаме раст на доларниот индекс, имаме автоматски bear маркет на биткоин. Кога имаме пад на доларниот индекс, имаме апсолутен раст на биткоин и обратно кога имаме, значи во ситуацијава, значи сега веќе очекуваме да се заобли овој DXY индекс, да можеме да добиеме и конечно заоблување на цената на биткоин нагоре, што нели и ова така речено би било агирачки затоа што е потребно време за овој пат да биде потврден со цел луѓето да изгубат, значи да го изгубат едноставно стравот и да почнат да се враќаат на самиот пазар, што ќе кореспондира со оној пред циклус кој што го имаме уште една година до самиот халвинг. Сега ќе поразговараме и за тоа малку. Значи ова сакам само уште еднаш да го напомена сите оние кои се нови на нашиот канал. Значи е многу наједноставниот начин да се види зошто ни е толку битно за облување на вредноста на доларот, а во спротивно исто мора да знаеме дека нели моментално биткоин и сите останати средства во светот претежно се тргуваат во противна вредност на долар. Што значи дека нормално е кога вредноста на доларот паѓа да очекуваме раст на втората валута која што се споредува со самиот долар. Значи гледате, тоа е оприлика што имаме да кажеме за денешната анализа, затоа што тоа уствари ни представува и моменталната ситуација на пазарот, со тоа што гледате, дури Фибоначи ако ја поставиме во претходното дно до врвот на оваа корекција која што имавме во овој период, можеме да видиме дека првата мета на Фибоначи секвенцата ни кореспондира значи директно под оваа мета која што ние очекуваме да се случи на 13.800, односно неуспешниот бул маркет 2019 година. Значи има многу индикатори кои што не покажуваат тоа, можеби некогаш не успеам да ги обработам сите, но нели постојано го следите нашиот канал така да ги гледате постојано, нешто ако промашам нормално веќе го имате видено претходно. Со тоа што сакам уште една работа да напоменам, а тоа е нашиот макро, само не е овде, само момент, значи ова беше за мислам дека беше овде, значи да го погледнеме макро трендот, надбор од хајке наши свеките, каде што, како што кажавме, значи ако ги погледнеме циклусните вредности на, ќе го ставиме во логаритмичка за да биде многу по само да ќе биде по-добар за гледање, да. Значи во логаритмичка изведба фактички на самиот чарт е многу по-лесно да се види затоа што го представува во практично вредноста ја поистоветува со самиот чарт за да биде многу поедноставно да го гледате. Сега да не објаснувам нели што е логаритмички, може да погледнете во нашите видеа за DCA, каде што објаснуваме како да го направите чартот логаритмички и што е полезниот дел од тоа. Значи гледате овде. Моментално можеме да видиме дека според самиот циклус на биткоин сите овие вредности на самиот биткоин се предодредени затоа што циклусот е алгоритмички поставен и имаме точно колку блокови треба да бидат запишани за наградата да се преполови од претходната во следната, затоа и во оваа ситуација знаеме дека во мај 2024 година повторно ќе се преполови наградата од 6,25 биткоини како награда за секој блок запишан на 3,125, што уствари поистоветува со самите значи самата анализа овдека, затоа што гледаме дека точно предодредено од дно до дно исто така ни представува отприлика 47 или 48 месеци, што е уствари 4 годишен циклус на биткоин. Така да гледаме дека досега точно на 47 месеци, значи два пати, ако не го земаме првиот циклус во предвид, значи два пати го утврдуваме дното, со тоа што врвот веќе е исто така утврден од дното на 35 месеци, а тоа е 3 години. Што значи дека имаме 3 години bull market и една година bear market. Значи, ова е тоа што буквално гледаме дека е веќе предодредено од самиот циклус, значи неколку пати до сега го имаме ова покажано, така да нема повторно да ги покажуваме, значи може и сами да ги изброите свеките, многу едноставно, го земате ова алатка овде каленјерот и може да погледнете колку свеки има точно на самиот врв, гледате дека се 35, така да ова веќе го имаме направено. Значи, од самото дно имаме оприлика 18 или 17 месеци до самиот халвинг, што значи дека во оваа ситуација ни кореспондира тоа дека треба дното да биде или овој или следниот месец, значи мора да биде или декември или ноември, со оглед на фактот дека тоа ни го предодредува самиот циклус на биткоин. Значи самиот алгоритмички циклус на биткоин е единствениот таков во целата економска сфера која што пред време можеме да знаеме кога очекуваме халвинг, кога очекуваме бул, кога очекуваме бер, што досега гледаме дека воопшто значи никогаш не
изневерил и очекуваме дека се уште, значи доколку тоа не се промени и понатаму, немаме ние причина да не се водиме од ваквиот циклус. Така да во ситуацијата можете да видите дека моментално оваа или следната свеќе треба да ни го утврдат самото дно на овој пазар и моментално тоа и го чекаме. Значи ова е од макроциклусот, за кој што моментално нема да говориме многу, ќе направиме понатаму видео во кој што ќе се усврнеме повеќе на макроциклусите. Сега само сакаме да покажеме како сето тоа изгледа од макро анализа, со цел да имате појасна слика за тоа каде се наоѓаме на макро пазарот, затоа што гледате дека нашиот канал е уствари генерално инвестициски канал на макро ниво, значи ние не работиме со овие мини анализи на дневно ниво, значи тоа е промашена инвестиција, посебно со оглед на фактот дека една грешка и сите ќе оплукаат вашиот канал. Значи се држиме на макроанализа, се држиме на инвестиции, тоа ни е најбитно и тоа моментално го работиме. Се надевам дека тоа ви се допаѓа, че тоа е поентата на самиот канал. И за крај сакам уште ова само да го напоменам во однос на анализата нормално, дека моментално имаме движење на цената се уште во овој канал и нејзино излегување од неа, само моментално ќе ги исклучам за да може да биде многу појасно. Значи без маркет циферот гледаме дека моментално се наоѓаме точно надвор, односно оваа свеќе се обидува да се коригира надвор од овој канал кој што го имаме уште од почетокот на самиот биткоин на логаритмичката скала нормално. Со тоа што гледаме дека и претходно имало ваков тип на корекции кои што брзо се враќале назад и се придвижувале нагоре во овој канал. Значи уште еднаш, ако овој канал досега ни утврдувал соодветно движење на биткоин цената, значи немаме логика зашто не би го рачунале како уште еден индикатор додека тоа не се потврди спротивно. Значи кога ќе видиме масовно паѓање на биткоин цената надвор од овој канал, тогаш можеме да разговараме за некој масивен бул маркет кој што се уште бер маркет кој што се уште не се случил, но сега за сега се уште се движиме во него и оваа корекција која што гледаме овдека многу ме потсеќа на оваа корекција која што ја гледаме во 2015 година, која што многу брзо се вратила назад, значи за само 2 месеци сме се вратиле назад и сме започнале следниот бул маркет, што поистоветува повторно со бул маркет сапорт бендот и неговото притискање да излеземе од самиот канал. Така да, значи на вистина се наоѓаме пред самото дно, јас верувам дека сме многу блиску. Повторно, ние значи ги ставаме парите каде што ние моментално она што го кажуваме, самата анализа, гледате дека алоцираме постепено во движењето на самиот биткоин. Со тоа што нели сме транспарентни и ви кажуваме што купуваме и како, останува на вас вие да одлучите сами со помош на нашите анализи, со помош на вашите сопствени анализи да утврдите што понатаму ќе правите со нели алоцирање на вашите средства во криптопазарот, доколку мислите дека тоа е паметна инвестиција. И само на кратко да погледнеме уште неколку индикатори, а тоа е дека Fear and Greed индексот гледаме дека моментално е 22, значи имаме Extreme Fear и ако погледнеме на максимално ниво, че ваквите Extreme Fear евенти каде што цената се враќа, значи извинете, вредноста на фирот доаѓа до некои минимални вредности како 2, како 1, како 7, значи тоа е моментално практично ритест и утврдување на официјално дно на еден тренд во ситуација во еден bear маркет, што моментално го гледаме. Сега интересно е тоа што традиционалните пазари за разлика од криптопазарите не се во толку негативна гледате дека се во грид, значи не се неутрално, туку се во грид. Затоа што значи традиционалните пазари за разлика од криптопазарите нема FTX, нема нови срања на пазарот, значи од ваков тип на колапс на едно од најголемите играчи кои што моментално е на пазарот, така да затоа и немаше кој да го запре овој напредок во цената на нивните индекси, што можеме да го видиме од SPY индексот кој што моментално гледате колку се коригираше нагоре. Значи скоро па се придвижува до горната вредност на овој канал, но денеска нема да правиме анализа на традиционалните пазари. Значи ќе го оставиме тоа за наредно видео. Гледаме сега моментално да се држиме на самото биткоин дно, значи утврдување на тоа каде се наоѓаме во биткоин циклусот, но гледаме дека ако веќе само на кратко го успоредиме, значи за разлика од крипто пазарот кој што моментално е во корекција, традиционалните пазари се движат нагоре и тоа само заради тоа што пак ќе кажам уште еднаш, кај нив нема толку голем страх на пазарот со оглед на фактот дека падна инфлацијата, со оглед на фактот дека падна вредноста на доларот и нема такви да речем ситуации како што е кај нас моментално ситуацијата со FTX, така да нема што да го запре овој раст така речено на нивните индекси. Сега за тоа повеќе во некој наредно видео. Сега само како што кажуваме сакаме да го напоменеме ова да видите што се случува на традиционалните пазари, што поистоветува со самиот Fear and Greed индекс, но повторно. Значи не верувам дека ова е крај, верувам дека има уште време
ова е многу битен индикатор кој сакам да ви го покажам, што не тера се повеќе и повеќе да купуваме, а тоа е дека секогаш кога CBBI, индексот кој што е фактички збир од неколку индикатори на пазарот, ни се враќа до толку ниско ниво како што е во ситуацијава 2, значи денешното ниво, како што пред тоа бил во апсолутно до 2018 година, што кореспондира со цената овдека може да видите на апсолутно дно, каде што били во 2015 година со вредност од 1, кој што кореспондира повторно со апсолутно дно на овој пазар, ни покажува дека навистина се наоѓаме многу блиску до апсолутно дно. Затоа и ние постепено веќе ги алоцираме нашите средства, иако можеби нема да алоцираме се на апсолутно дно. Нас ни е битно што можеме поблиску до истото да алоцираме, така да секој следен пат ние ќе алоцираме дополнително дел од нашето портфолио со цел да не го промашиме. И ќе напоменем уште еднаш, дека имате уште многу време. Тоа значи дека нема да влеземе ние во bull market веднаш, значи имајте го тоа во предвид. Дури и да излеземе од bear маркетот, нас не е потребно време да се консолидираме пред да започнеме следен bull маркет. Че имајте го тоа во предвид. Дури да утврдиме дно, ќе има еден доседен период на пазарот во кој што цените ќе се движат така речено хоризонтално пред конечно да влеземе во следен bull маркет. Значи тоа досега не е еднаш, тоа досега неколку пати се случило, значи гледате и овде, че имаме хоризонтално движење од неколку месеци пред да влеземе во следен bull маркет, што е многу добра buying opportunity, но ние се обидуваме да го алоцираме нашето портфолио исто и овде. Гледате, че имаме акумулација, хоризонтално движење пред да имаме следен bull маркет, што јас верувам дека доколку го погледнете тоа, исто да кореспондира со една година пред самиот халвинг. Значи, само да ви покажам моментално, не овде, значи на друг чарт го имаме тоа, само да видам дали е точно овде како представено. Да, значи, вака сега. Халвингот ни представува, значи, во случајов, само момент, една година пред халвингот, тоа е значи 2024, 2023 една година пред халвингот. Јас верувам дека до овој момент ќе очекуваме хоризонтално движење пред да почнеме да се движиме нагоре. Значи, ако погледнеме тоа, само да видам каде ми е точно представено така за да можам да ви го покажам поедноставно. Мислам дека овде беше, значи некој ги бришам за жал. Да, значи повторно, ако погледнеме назад, фактички 4 годишните циклуси, можеме да видиме дека 2020 година бил самиот халвинг, додека 2019 година, една година пред тоа, значи во април една година пред тоа, била една година пред самиот халвинг, што ни представува точно оваа акумулационна поле пред да почнеме да движиме нагоре, една година пред самиот халвинг. 2020, 2016 претходниот халвинг е во декември, само да ви покажам да видите дека овој циклус многу добро може да ви даде отприлика идеја каде се наоѓа. Значи декември 2016 година до декември 2015 година, значи гледаме дека гледајте. Значи, дури на крајот од оваа година имаме придвижување нагоре, а тоа е една година пред самиот халвинг. Значи, она што го кажуваме дека до мај 2023 година очекувам, иако го утврдиме дното, цената на биткоин да се движи по некоја хоризонтална линија, пред да почнеме да се движиме нагоре после оваа линија во мај 2023 година до халвингот во мај 2024 година. Со тоа што, ќе напоменам уште еднаш, халвинзите најчесто кореспондираат со масовен напредок на цената и само неколку месеци после истите можеме да очекуваме значи тестирање на претходниот all-time high. Значи април 2020 до ноември 2020 ние веќе сме тестирале претходниот all-time high. Овдека да видиме што се случило. Значи од декември 2016 само еден месец подоцна ние веќе сме тестирале претходниот all-time high. Така да имајте од тоа предвид дека кога ќе дојдеме до халвингот веќе се наоѓаме во следниот bull маркет, значи тоа не е почетокот, туку веќе се наоѓаме длабоко во следниот bull маркет, така да затоа и велам дека сите оние кои што ги гледаат нашите канали, не само мојот, туку на сите оние кои што прават канали низ целиот Балкан и свет, се во одлична состојба затоа што моментално купуваат по огромен дискаунт на сите криптовалути вклучувајќи го биткоин и се во многу добра позиција за следниот bull маркет да видат веќе предвреме поставени и да можат едноставно да бидат во одличен профит кога ќе дојдеме после силниот халвинг во 2024 година во мај. Така да имајте го тоа предвид, вие сте буквално рано на маркетот. Овие 400 луѓе кои што ги гледаат моите видеа секој ден се оние кои што се во одлична позиција да можат да купат и да бидат во одличен профит во следниот халвинг. Значи нормално ќе го следиме пазарот со вас, се што се случува ќе анализираме заедно. Ќе напоменам уште еднаш дека работата на целата значи на целата заедница нас не импресионира. Заради вас го работиме каналот, ќе продолжиме и понатаму да работиме, значи скоро сме близко до 1000 сабскрајбери, кој што е монументална вредност за нас. Ние направиме веќе најдоброто шише шампањ кое што можеме да го најдеме во Малта
значи го средивме со соодветни налепници, кое што ќе биде отворено на шорт, кога ќе успееме да поминеме преку 1000 subscribers, така да, значи уште еднаш ќе напоменам. Ова само ни покажува колку голема доверба имате во нашиот канал, а ние како оние кои што го водат овој канал и кои што му не даде на таа доверба, нема да ви изнемериме барем во она што е до наша страна, односно до делот со едукација, до делот со техничка анализа, до делот со фундаментална анализа, ќе бидеме овде да го следиме целиот bear market, да го следиме целиот bull market и доколку заедницата да продолжи да работи со нас како што работи до сега, ние очекуваме нашиот канал само да расте, а уште еднаш да напоменам за оние кои што можеби има негативни мисли во однос на нашата монетизација. Што не значи дека ние сега ќе почнеме да наплакеме тама работа. Значи јас на почетокот на овој канал кажав на сите оние кои што велеа дека ќе почнеме да наплакеме дека тоа никогаш нема да се случи и се дека јас го водам овој канал, никогаш за едукациониот фактор и за фундаменталните и техничките анализи нема да наплати на ниту еден македонец, затоа што најмалку што можеме да направиме е да го направиме ова за македонците назад кои што нема шанса да научат на било кој друг јазик освен на македонскиот, така да ќе се трудиме да биде еден од најдобрите канали на Балканот, се додека имаме вашата поддршка нормално, затоа и понатаму ќе ни биде потребна, значи колку повеќе не поддржувате, толку повеќе ние ќе поддржиме вас, со тоа што монетизацијата на каналот ќе значи дека од оно што вие моментално го гледате нашиот канал, после 1000 subscribers и од оние мали реклами кои што ќе бидат некаде 2 или 3 во текот на видеото, ќе добиваме некој мал приход кој што понатаму повторно ќе го реинвестираме во самиот канал, во купување на соодветен софтвер, купување на соодветна техника која што ни е потребна за каналот да стане се попрофесионален и да може да ви го презентираме нашиот материјал се подобро. Така да ви благодарам уште еднаш, останете и понатаму со нас, како и секогаш ќе ве замолам за многу мала поддршка, а тоа е споделете го нашиот канал со вашите најблиски, оние кои што сакаат да научат за крипто, значи овдека сме да го дадеме ова бесплатно на вас. Единствено што бараме од вас е да го дадете на оние кои што сакаат да го научат, затоа што ние како канал можеме да направиме толку. Ние можеме да направиме материјата, останува на вас, доколку имате некој што сака да научи, да му ја предложите, а ние како канал да продолжиме понатаму да работиме на нова материја. Ви благодарам уште еднаш. Значи во текот на утрешниот ден сакаме да направиме лайвстрим. Ќе гледаме тоа да биде негде околу 5 часот, значи ќе биде се најавено, ќе биде се нели. Гледаме тоа да биде во подоцнешните часови, цел да може повеќе луѓе да се приклучат. Јас знам дека вие сте на работа, за жал и јас, иако имам слободен ден, така да утре, иако малиот мој ќе трча некаде околу мене, верувам дека тоа нема да ви смета. Значи утре ќе имаме видео со кое што ќе одговараме на вашите прашања. Ќе ве замолам, припремете слободно што и да сакате, ние ќе гледаме да одговориме на сите. Значи претходните неколку лајвстрима, ја мислам дека бевме крајно одговорни во однос на одговарање на вашите прашања, така да ќе се обидеме тоа да направиме повторно. Ви благодарам, се гледаме утре во лајвстримот на 5 часот и имате добар ден до следното видео. Поздрав од CryptoGaming.